Поздрав, Аце. Теодора исто поздрав. Да, почитувани слушатели, таму е нашата Македонија, во нашите души, во нашите срца, особено кај нас македонците кои сме во иселеништвото и македонците кои останаа во поробените делови на Балканскиот полуостров или Македонскиот полуостров. Јас, како што ви реков, денес ќе зборувам за салфетката на Черчил и Сталин, кои ја запечатија, зацрнија судбината на македонскиот народ во 1944 година. Во октомври имаше еден таен состанок во Москва. Черчил отиде на 9 октомври во Кремљ и на обична салфетка хартија, која за жал не можам да ви ја прикажам сега, на обична ја поделија Европа, односно, да, точно така Европа ја поделија со во една пијана состојба, со водка и на брзина ги одредиле границите кој колку ќе има влијание. Ова што го спремав го за денес, вчера и некни беше објавено и во Република Македонија, во медиумите. На обично парче хартија со неколку повлекување на синиот молив на советскиот лидер Јосиф Сталин, британскиот премиер Винстон Черчил спроведе цинична рил политик, брутална политика со судбините на милиони луѓе на Балканот и Европа. Но додека светската јавност овој настан главно го анализира преку мемуарите на самите големи сили за македонскиот народ, а особено за македонците од егејскиот дел на Македонија, овој таен договор или пазар го означи почетокот на една од најголемите национални катастрофи во 20-тиот век во Европа, па да кажеме и во светот, бидејќи и ден денес се молчи за геноцидот врз македонскиот народ од 41 година до 49 година во Грција, во егејскиот дел на Македонија. На масата во Кремљ, почитувани, Винстон Черчил директно се обратил до Сталин со зборовите, цитирам: "Моментот беше погоден за бизнис, па му реков, ајде да се договориме за нашите работи на Балканот. Вашите армии се во Романија и Бугарија. Имаме интереси, мисии и агенти таму. Не дозволувајте да се судираме со други цели за ситници. Што се однесува до Британија и Русија, како би било за вас да имате 90% доминација во Романија, ние да имаме 90% од гласот во Грција, а да се снаоѓаме и да ја поделиме Југославија на 50 и 50 влијание." Додека овој предлог, почитувани македонци, се преведувал на руски јазик, Черчил на половина лист хартија ги испишал процентите и му го и турнал на советскиот лидер Сталин. Листот ја содржи следната поделба: Романија, Советскиот сојуз 90%, останатите 10%. Грција, Велика Британија, 90% за Велика Британија влијание
или контрола. Советскиот сојуз 10. Значи тука се откажаја од македонците од егејскиот дел на Македонија. Југославија 50-50. Унгарија исто така 80-90% со 10%. Бугарија, Советскиот сојуз со 90% и 10% Британија. Сталин го зел синиот молив, направил големо штиклирање, за штиклирање го направил големо штиклирање и без збор го вратил листот на масата. По една голема и тешка тишина што настанала во тој момент, самиот Черчил почувствувал грижа на совеста и рекол: не може ли да се смета за прилично цинично ако се чини дека сме се справиле со овие прашања, толку судбоносни за милиони луѓе, на таков небрижен начин да ги поделиме. Ајде да го запаметиме, односно да го запалиме, листот хартија. На ова Сталин ладнокрвно го соприл и му одговорил на Черчил: не, задржете го вие. Иако во деновите што следеа британскиот министер за надворешни работи Антони Иден и советскиот министер за надворешни работи Молотов дополнително ги искоригираа процентите за Бугарија и Унгарија на 80 и 90% во корист на Москва, судбината на јужниот дел на Балканскиот полуостров остана запечатена со доделувањето на 90% британско влијание во Грција. Егејскиот дел на Македонија автоматски беше препуштен во рацете на британската империја и нејзините сфери на влијание. Таја ги подпомогна, односно ги помагаше локалните десничарски монархо-фашистички сојузници во Атина. Понатаму во мојата студија се вели: за да се разбере вистината, трагична тежина во овој фамозен договор, тој мора да се согледа низ призмата на македонското национално прашање и масовното самопрегорно учество на македонците во антифашистичката војна и последователно граѓанската војна, или ние што велиме востанието на македонците во Грција 1941-1949 година. Уште од самиот почеток на фашистичката окупација во 1941 година, македонците под Грција масовно се вклучија во редовите на вооружениот отпор. Вербата дека со уривањето на фашизмот конечно стави крај на децениската денационализација, теророт на диктаторскиот режим, познатиот метаксас, и бруталното негирање на македонскиот јазик и идентитет ги мотивираше илјадници македонски борци да станат во главниот столб на партизанското движење во Костурскиот регион, во Леринскиот регион, во Денскиот, во Серско, во Драмско, Кавалско и во околината на Солун. Македонците ги формираа своите, како што пишува во грчките архиви, ова го зедов од грчките архиви на Аски, така се вика архивата. Диктаторскиот режим на Метаксас ги нарекуваше македонците славјано-македонци или пак никако. Беа бугари или пак беа срби или пак грци. Така беше тоа. Со формирањето на народно-ослободителните фронтови, СНОВ, скратеница, а подоцна и Народно-ослободителната војска во егејскиот дел на Македонија, како со сопствена крв ја плаќаа слободата на теренот македонците. Тие цврсто веруваа во сојузничките идеали за правото на самопределување на сите народи, свечено запишани во Атлантската повелба.
но додека македонските партизани херојски крвавеа по балканските планини во октомври 1944 година, Москва, големите сили веќе купуваа и продаваа земјиште. Години подоцна, во 1956 година, дури тогаш, Черчил јавно ја потврди лојалноста на Сталин кон овој пазар пред американскиот новинар Сайрус Лео Сулцерберг, кажувајќи му ги следните зборови на новинарот. Сталин никогаш не ми го прекраши зборот. Се согласивме за Балканот. Јас реков дека може да ги има Романија и Бугарија, а тој рече дека можеме да ја имаме Грција. Тој потпиша парче хартија и никогаш не го прекраши зборот. Ние ја спасивме Грција на тој начин, кога влеговме во 1944 година. Сталин не се мешаше, завршува цитатот на Черчил. Значи, го објавија ова почитувани, ова салфетка, ова поделба процентуална, или се вика ноти документ, така го викаат англичаните во нивните архиви, ноти документ. Пак в грците го викаат процентуална поделба на Балканот и на Европа. И по завршувањето на Втората светска војна, наместо ветената слобода и признавање на националните права, македонското население во Грција се соочи со така наречениот бел терор. Монархофашистичкиот режим во Атина потпиша британските воени трупи и американската финансиска помош, започна бруталната кампања за ликвидација на секаков прогресивен отпор. Имено договорот од Варкиза, вие сите знаете, во февруари 1941 година, со кој левичарските сили се согласија да го предадат оружјето. Со тоа и левата страна, кои нудеа национални права на македонскиот народ, намерно ги предадоа, што рече во една изјава Захаријадис, односно Захаријадис или Маркос беше во собранието на Грција. Ние ја загубивме војната, меѓутоа ја добивме Македонија. Македонските села беа палени, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на Фејсбукот. Илјадници луѓе беа затворани, мачени и прифаќани во логорите на смртта на островите Макронисос и Јура и некои други. А употребата на македонскиот јазик повторно беше строго казнувана. Во такви тешки услови, со цел да се спаси јазикот и борбата во егејскиот дел во 45-та година се формираше Македонскиот народно-ослободителен фронт. Кога во 1946 година внатрешните социјални и политички тензии ескалираа во крвавата грчка граѓанска војна, македонците повторно масовно застанаа на линијата на фронтот во рамките на демократската армија на ДАК. Во клучните битки на Грамос и Вичо, повеќе од половина од борбените редови беа соодветно составени од македонски борци. Нивниот идеализам и пожртвованост беа огромни, се формираа македонски училишта на ослободената територија, се печатеа весници на македонски јазик и за прв пат по децении се слушна слободниот македонски збор. Сепак цела оваа храброст, херојска храброст, беше однапред осудена на пропаст поради тајниот пазар со процентите од 1944 година, со салфетката на Черчил и на Сталин. Москва строго се одржуваше до ветувањата дадени на Черчил дека Грција е британска интересна сфера и дека Советскиот сојуз нема да се меша
Во јануари 45 година, за време на затворениот разговор со бугарскиот комунистички лидер Георги Димитров, Јосиф Сталин отворено ја осуди воената авантура на комунистите во Атина, нагласувајќи дека раководството на отпорот нема да се меша и да помогне Црвената армија во Грција, бидејќи тоа нема да се случи. Бил одлучен Сталин, додека Велика Британија и Соединетите Американски држави испраќаа најмодерно оружје и напалм бомби, како што знаеме, почитувани слушатели, за грчките власти и војската. Македонските и грчките партизани беа оставени изолирани и жртвовани на олтарот на големите сили на салфетката. Крајот на војната 49-та година ја донесе најголемата национална и хуманитарна катастрофа на македонците од егејскиот дел на Македонија. Поразот на Демократската армија на Грција резултираше со масовен екзодус на стотици илјади луѓе кои беа принудени за секогаш да ги напуштат своите родни огништа. Најболниот дел од оваа трагедија, како што знаете, беше евакуацијата на 30.000 деца македончина. Инаку, источниот дел на Европа го имаше Советскиот сојуз, а пак директни последици на цинизмот се со синиот молив на Јосиф Сталин и салфетката на Черчил, непослушниот договор во октомври 1994 година, можеби беше